Автопат наречен желба. Така може да се опише почетокот на изградбата на автопатот Прилеп-Битола, кој на прилепчани и битолчани, но и на пелагониските бизнисмени им се ветува со години. По неколкократните пролонгирања само во последниве 4-5 години, деновиве со подпишувањето на договорот со американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка, надежите повторно се подгреани дека автопатот сепак ќе го биде. Најави за изградбата на овој сега веќе фамозен автопат имаше и во претходниве години. Уште во декември 2019 година, тогашниот премиер Зоран Заев од центарот на Прилеп почетокот на изградбата на овој автопат оптимистички го најави за 2020 година, што не се случи. Почнува во март месец по Јелов Фидик изградба на автопатско решение Прилеп-Битола. Прилепчани до Битола, ама автопат е автопат. Така да влегува овој автопат кој што вреди некаде без малку 100 милиони евра како автопатско решение. 2 години подоцна, исти ветувања за овој автопат дадоа и заменик председателот на владата за економски прашања Фатмир Битичи, како и министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Но јас би сакал да укажам на една делница, која што е толку зборувана, а таа е Прилеп-Битола. За прв пат воведуваме нов начин на градење на автопатски решенија во државата, а тоа се Фидик правилата. Од денеска можам да кажам дека Пелагонискиот регион ќе има автопат Прилеп-Битола за 1,5 година најмалце и побргу од што ќе имаше во било кој друг случај. Пред 2 дена подпишавме меморандум за изградба на автопат Битола-Прилеп. Очекуваме оваа година да се почне со градба, а до тогаш да бидат завршени сите технички детали, кажа министерот за транспорт и врски Благој Бочварски уште на 2 април 2021 година. Сега пак, ветувањата се дека овој автопат треба да почне да се гради за месец и половина, односно од 22 април. Станува збор за делница долга 39,3 километри, која ќе се гради 57 месеци. Според владата, просечната цена по изграден километар ќе чини 12 милиони евра, или вкупната сума за автопатот Прилеп-Битола би била околу 472 милиони евра. Проектните и градежните работи владата му ги довери на конзорциумот Бехтел и Енка, кој освен автопатот Прилеп-Битола, кој е и најдолг, истовремено ќе гради и на уште 3 други делници во земјава. Вредноста на договорот е 1,3 милијарди евра за вкупно 108,8 километри патишта кои треба да бидат завршени до 2027 година.